По кој знае кој пат Македонија добива сладкоречивост наместо конкретни чекори. Брисел само не тапка по рамо, но Македонија останува заглавена на патот кон ЕУ. До некаде очекувано бидејќи сега кај нас е топката. Да ја завршиме работата дома со корупцијата и реформите во правосудството. Но она што според експертите најмногу разочарува е дека Европската Унија не се придржува до копенхашките критериуми како нејзини столбови. Според амбасадорот Мартин Треневски, време е Македонија и македонските политичари да покажат дека не сме наивни. Посебно поради фактот дека Македонија е единствената земја која има различен третман на пристапување кон Европската Унија, со сите условувања кои потекнаа од соседите, а Унијата ги дозволи. Таа Унија не може да измислува нови услови, сменете го уставот, за да почнете простите, меѓутоа тоа е скандалозно. Во моите очи тоа е скандалозно, значи таа Унија не држи ни до собствените услови и критериуми што самата ги донесла. Нема повеќе простор за убедувања во смисол ќе биде, ако биде и така натаму, туку треба да ни се дадат конкретни потези, мерки кои што навистина ќе значат нешто за овие земји од нашиот регион. Европската Унија ниту еднаш досега не застана на страна на Македонија кога се во прашање провокациите од Бугарија. Не само што молчи, туку и даде зелено светло да продолжи со условувањата, а тоа посебно се гледаше со францускиот предлог, во кој беа преточени сите нивни барања. Но тоа македонските политичари како да не го гледаат, па паѓаат на убавите зборови на европските тешкаши. Премиерот Димитар Ковачевски по самитот во Тирана е цврсто убеден дека Европската Унија е посветена на проширувањето, откако шефицата на Европската комисија изјави дека иднината на Западен Балкан е во ЕУ. Сепак експертите се децини дека Унијата треба посериозно да пристапи кон регионот. Па тие сатки зборови во суштина не се ништо ново, може би се обиени во една така понова обланда, меѓутоа лично сум многу воздржан околу пораките што самата Унија ги дава. На самитот ЕУ Западен Балкан во Тирана беше потпишана декларација во која Европската Унија ја потврдува својата целосна посветеност на перспективата за членство на Западен Балкан во Европската Унија и повикува на забрзување на пристапниот процес заснован на кредибилни реформи од страна на партнерите, фер и ригорозни услови, како и принципот на сопствените заслуги. Оваа декларација доаѓа во исто време, кога се повеќе се засилуваат критиките од представниците на ЕУ и САД дека Македонија има сериозен проблем со корупцијата и мора да го реши доколку сака да го исполни европскиот сон.